Добро вечер. Со туркање на мускули и силен притисок од странските амбасадори исполнета уште една обврска од договорот од Пржино. Избран е новиот состав на Државната изборна комисија. Од официјалниот попис на обврски, подпишан од четворицата лидери, останува уште оставката на премиерот Груевски и формирањето на преодната или техничка влада од 15 јануари. На оние список со други неформални обврски и итни приоритети има уште многу прашања кои што се уште не се отворени. Вечерва во топ тема осврт на неколку прашања. Преговори со добра волја и верба за суштински промени или политичка пародија? Дали преговорите со сила за обврските од Пржино водат кон услови за кредибилни избори? Многу време потрошено на кавги, за реформи никој не говори. Зошто политичките елити се како непослушни ученици? Дали кризата е погодно време и за отварање на прашањето со името? Тоа се дел од прашањата за моите вечерашни гости, госпоѓа Малинка Ристевска-Јорданова, директор на Институтот за европски политики. Добро вечер. Добро вечер. Саша Јордановски, политички аналитичар. Добро вечер. И универзитетскиот професор и политички аналитичар Владимир Божиновски. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Јорданова, би почнал со вас и директно со првата теза од најавата во оваа емисија. Дали овие преговори кои требаше да имат добра волја и верба за суштински промени се претворија во една своевидна политичка пародија во која сега се води трка со времето и само се штиклира формално исполнување на обврските? Повеќе би рекла дека она второто отколку првото. За жал, не гледам добра волја и не гледам вистинска желба за реформи, особено на страна на владата. Гледам дека се купува време, се одолговлекуваат работите, така што исходот ќе го видиме на крај, но насоката кон која што се движи не ми се допаѓа. Божиновски, истото прашање. Јас се согласувам дека се одолговлекуваат работите, ама од страна на опозицијата, не од власта. Како што беше и последниот пример за кој што може да дискутираме малку повеќе околу формирањето на Државната изборна комисија. Ордански. Абе, Боби, се тоа одворет и се тоа точно. Се прашањето дали сме изненадени. Бидејќи мислам дека ова беше лесно предвидливо. Стратегијата да се заглавиме во една кал, во која што нема да бидат важни сите оние поенти заради кој е направен Пржинскиот договор, туку ќе станат важни сите овие забавни елементи за да можат медиумите да од една страна да забавуваат, од друга страна да трујат јавноста. Медиумите сакаат да видат суштина и конкретни елементи, меѓутоа за жал немаат материјал. Медиумите се дури истерени над врногица, мислам, така што за да видат треба барем таму да бидат внатре, ако ништо друго под стреја, што се вика. Така што за мене ова не е изненадување, ние влеговме од една, како да кажем, од еден формат на жестоки преговори за да се постигне Пржинскиот договор, кој што во суштина главната задача му е да ги врати на некаков начин, да ги рехабилитира колку толку институциите, за да можеме да идеме во април во некакви колку толку нормални демократски избори, кои што би произвеле колку толку легитимна влада. Ние сега можеме да изгубиме дека време, дали е Владко право, дали е опозицијата, или ја, кој што мислам и Малинка, дека е ова една стратегија на владата, како сето тоа да се раситне, сето тоа е неважно. Важно е дека постои голем интерес во април да нема демократски избори и мислам дека, право да ти кажем, до сега ова што гледам, дури овие формални исполнувања на договореното, особено суштинските работи кои не се мрднати. Видите, експертите велат дека за да се ревидира изборниот список, најмалку треба едно 5-6 месеци. Па тие нема да тргнат у февруари да го ревидираат. Денеска слушам на вести дека предлагаат да се укине владата, предлага да се укине избирачкиот список, а да се прави некаков регистар на граѓани. Човече, ние живееме у земја у која се лаже за временска прогноза, а не на регистар на граѓани. Значи, смислата беше да се ревидира 1.800.000 овој избирачки список. Тоа е проект за регистар и проект за воидни. Да, ама денеска министерката денеска изјави дека тоа би можела да биде уствари замена за избирачкиот список. Погледнете изјавата на вести. Да ви кажувам во кој правец се размислува. Значи, јас мислам дека суштински работи нема да бидат завршени до април и одма ќе кажам, мислам дека во април доколку имаме избори, тие нема да бидат според стандарди за кои ќе можеме да кажеме дека се доволно демократски за да бидат избраните пратеници легитимни.
Божиновски, се согласувате со оваа теза дека вака како што се одвиваат работите нема услови за фери демократски избори? Прво фери демократски избори имаше 2014 година. Тоа што некој тврди дека немало и поради кое што се направи цела оваа политичка криза, нели, тоа е веќе друго прашање. По изборите 2014 година излезе Зоран Заев и кажа дека овие избори не биле фери демократски заради преценели, заради избирачкиот список, тоа беше главниот аргумент. Кога беше понудено да се создаде нов избирачки список, значи со активна регистрација, кој што го предложи самата СДСМ, од кога ВМРО ДПМН тоа го прифати, они се повлекоа. Што можеме да говориме сега? Добро, се Можеме да спротистави говориме и за дуи. што можеме да Се говориме спротистави и сега? дуи. Можеме да говориме дека државата не е способна попис да направи, а не избирачки список. 10 години не успеваат да направат попис. Ние денеска не знаеме колку луѓе живеат во Македонија. Види, А они сакаат да прават фери демократски ако се избори, направеше кој што активна беше по закон. регистрација, ако се направеше Тоа ќе го заменеше активна пописот. регистрација, кој што сака да гласа, може да се пријави и да гласа, така? Не го гледам Не проблемот. е тоа кој што сака да гласа. Не го гледам Ти не ја проблемот. правиш државата за само за тие што сакаат да гласат. Ти ја правиш државата да биде во ред. Сега говориме во контекст Затоа што на избори. некој што сега не сака да гласа, може да во април ќе посака да Говориме гласа. во контекст на избори. Во Па контекст ако на сака, избори, ние нека во се Егулна- пријави, па после дали ќе излезе или нема да излезе, повторно е негово право демократско. Видите, прво, Со тоа ќе избегнавме секакви шпекулации. идејата да секој што сака да гласа се пријавува, за мене е глупава идеја. Има маса луѓе кои што не сакаат да се пријават. Очекуваат на денот на изборите кога ќе отидат да се видат на избирачкиот список. Тоа сега не го добиваат. Второ, самата таа операција Што не добиваат да се видат на избирачкиот список? Не добиваат избирачки список кој што гарантира дека е законски направен, дека е фер и дека во него се одразува сликата за вистинскиот број на гласачи во Македонија. Па зашто тогаш не се прифати таа активна регистрација? Па За да затоа што бидат ти сите велам дека сигурни. за мене таа идеја е глупава. Затоа што сега- јас не мислам дека баба ми треба да води дека се тајни изборите. Се, знаеш како што? Види. Како да ти кажам, настрана што изборите во повторно- 2014 година од кај дознавме дека не се фери? Па ги дознавме затоа што министрите на телефон тоа го збореа. Ги дознавме од Не. фалсификување на лични карти, ги дознавме од носење туѓи бирачи овде, ги дознавме од отварање на кеси изборни, ги дознавме од претварање на МВР во ВМРО, ги дознавме од Да се една вратиме тотална назад. злоупотреба на Не сме државата. дознале Тоа ништо. што Зоран Заев го кажал мене како граѓанин многу малку ме Ги имаше интересира. тие разговори. Значи ги имаше тие разговори, апсолутно ништо не се докаже. Еве излегува повторно со Чекај, бе, некакви Владимир, фамозни чекај, не е 30.000 лични карти. Владимир, не е Каде дистигнато се тие докажувањето, 30.000 затоа се лични констатира, карти? се И остварува каде се специјално тие обвинителство, бе, 30.000? Владимир. Као преска што имаш пред Чекај, види. година-две кога беше Јас 200.000 ти предлагам пасоши. да не трошиме за ова време, затоа има специјално обвинителство. Ќе има за тоа кривични процеси кои што ќе се водат. Така што да причекаме да видиме. И јас велам Ото да јас, причекаме. мене ми е јасно дека но повторно се креира атмосфера дека ќе имало избори кои што немало да бидат фери демократски. Затоа што изборите иначе ќе бидат фери демократски. Може малку да се измешам во Ме, машкава да, расправа. Ние не го прифаќаме ова заради тоа што не знам некој правил притисок или се повлекуваме, сега изборите нема да бидат фери демократски. Има Хајде да немаме избори, нека дојде опозицијата на власт без избори. Јас со тоа би се согласил да ви Па, кажам. добро. Се е подобро да Јасно повеќе ми е, достигне на власт. јасно Еве ми е, ја и ама Владо би гласале за Тоа тоа. е целта. И ако треба Не ќе можеме да се да забележиме гласаме. во избирачкиот Ама список. Не можеме да гласаме, тоа е проблем. За дела Јас ще не е гласам, да. дека Велета малинка. Хубаво ПС излече еден збор кредибилни избори. Кредо, нели? Верува, доверба. Значи не се зборува веќе за фер, правични Демократски. избори, демократски, административно добро управувани, се зборува за кредибилни. Дека треба да имаат доверба политичките субјекти и граѓаните во тие избори. Немаат. Значи немаат. 30% граѓани, а беа и повеќе, не веруваат во тајноста на нивниот глас. Политичките партии, значи имаме тие политички субјекти што се во Македонија не веруваат, немаат доверба во тие И во избори. САД и во Британија да прашате, па нема да имате 100% граѓани кои што веруваат во тајност. Ама немаме Значи, секогаш 30% имате- кои што веруваат Па во... не знам, треба да провериме. Немаме. И немаме толку членови на политички Треба партии. да провериме Немаме. се, Значи, тоа е. таа теза дека ние сме баш исти како овие, па проверуваме. Не велам Па да дека нон-стоп сме гледаме исти, дека не има велам разлика. дека сме исти. Ние треба да се трудиме да напредуваме. Треба да се трудиме да напредуваме. значи се што правиме? Само очигледно на некој не му Ние се одговара.
Друга е поентата. Поентата е дека во моментов СДСМ не може никако да стигне предноста која што има ВМРО-ДПМН 10 години. И не сака да оди на избори. И точка, тоа е. Супер. Не Што сака да друго оди да на ви избори, има предност ВМРО, ќе си владае супер, еве во април ќе победи и не веруваме во тие избори, 30% не веруваат, 40% нема да веруваат, нема да имаме опозиција, на колена вака. Што ќе имаме? Што ќе имаме во мај? Кога пак ќе победи ВМРО? Што ќе имаме? Добре, ајде сега малку поред. А што треба? поред. Да ги укинеме изборите и да дојде СДСМ за тие 20% да бидат треба да имаме задоволни, а избори во кои другите што ќе 80% веруваат да бидат политичките несреќни. субјекти. Јас знам што треба да имаме. Треба да имаме демократи. Треба да имаме држава, од која што во последните 10 години не се одселени 600.000 луѓе. Какви 600.000? Сашо, дај ме со таа 630 теза. по општина. Сашо, дај ме таа теза од Добро, каде? ти Те кажи ми, мола, мислам, чекај, ти кажи ми 630.000 луѓе. колку Значи, се селени? колку луѓе живеат во Колку Македонија? се селени, бе, бидејќи јас не ја знам Милион. тезата. Колку луѓе живеат во Македонија? Значи, во Македонија, види, тоа не може да го знае. Гледај сега. Јас не прашувам Дозволи. просто прашање, Сега кој што ќе ти ти велиш кажам. не си сега ни 600.000. Сега ќе ти кажам. Вако, колку души живеат во Македонија? Дозволи Па да не ти можеш да ми одговорам. кажеш, ви си не знаеш. бе. Дозволи ми да ти Не дозволи знаеш. да ти одговорам. Не знаеш, што ќе ме Сега, одговориш? Врз колку основа на што живеат ќе ме не знаеш. Немаме Ајде попис, сега. никој не Знам знае. или Нема попис, Значи, нема попис, Така точно е. е. И? Не можеш да знаеш точно колку живеат. И имаш посредни инструменти кои што може да ти кажат од прилика колку луѓе живеат. Колку Јас се се тие- согласувам. колку се тие од прилика? Значи, во Македонија во моментов според мои податоци кои што се набавени од разни, да речеме, бази на податоци кои што постојат, во Македонија живеат негде околу 1.850.000 луѓе. Ете, видиш. Значи, кај се тие 600.000 луѓе? Па види. Какви 600.000 луѓе, бе? Од каде таа теза? Кажи ми од каде таа Па теза, таа бе, теза Сашо? се гледа од неколку податоци. Од бе. кој, например? Да речеме. Ајде, Еве сега ќе ти кажам. ајде. Погледај го падот на упис на прва одделенци у школа. Добро, Со години знаеш ли колку паѓа? го гледам, Сашо, И знам. колку паѓа со години? Го гледам, знам. Погледај го падот на невработени во Македонија. Сакаш да ми кажеш дека владата вработила 5% за година дена? Погледни го. Нема луѓе, бе. Погледни го растот на вработени Па во кој исто јас го време. гледам растот на Па, вработени и добро. точно ти кажам дека растот е добро. дури поголем бидејќи луѓе нема. Заминати се луѓето бе Владо. Погледај ги Исте, Сашо. трошите како Колку бе се избор, намалени, момите, види. колку се Погледај ги намалени, дупката толку се- во пензиските толку се фондови, зголемени. која што нон-стоп расте. Знаеш ли зашто расте дупките во пензиските фондови? Нема веќе кој да плаќа за пензиско. Затоа што луѓето се Сашо, заминати бе Владо. Погледај Дупката во податоците на пензиските Европската фондови е унија. во Европската цела унија самата Европа, вели се затоа пак што во имаме Европа. демографска криза. Ето, виж демографска криза. Па демографска криза Која што имаме за- нормално која што дека за- се која што зголемува за тоа. 10 години 500.000 десеткуваше население. Што на што Ма се какви случи за 10 500.000? години? Повторно ти велам, Слушај, од каде 630.000? Што ми е тезата? Види, Тоа те прашувам. што ми е тезата? Добро. Најуспешниот проект на оваа влада е уствари заменувањето на луѓето кои што може да донесат промена. Значи, Зашо? тоа е таа Значи- критична маса, тоа е тој базен од кој што може да се влечат некакви ставови, Види. некакви гласачки ориентации. Чекайте, кои се меѓутоа, доволни. сакате да и кажете се- дека се иселени тие што гласале за Не, јас мислам опозицијата и дека толку опозицијата многу сега луѓе нема се- инструмент Ама, да привлече не ми никој кажа- од тие не ми што кажа останати. пак од каде 630.000 луѓе, кажи ми Тој податок бројката. јас го имам врз основа намерено на општини од една екипа на Намерено луѓе на која ги прави статистиките, да, по општини. Мерено на Добро, општини. јас знаев дека ти ќе се побудиш на тој не е податок. точно. Добро, ама јас те Сашо, прашам кој е точниот Не е податок. точно, па ја ти кажав. Од прилика има Значи, види, 1.850.000 Така е. Јас кога викам во дека се Македонија. 600.000, ти викаш од кај тој податок. Јас кога те прашувам од каде го Имаш бе, знаеш ти, Сашо, ти ми викаш посредни од одредени бази. податоци. Кои се Имаш бе, последните Сашо, посредни податоци? податоци колку се регистрирани во ФЗОМ, например. Види колку се регистрирани во ФЗОМ. ФЗОМ е една одлична Абе, база Владко, на податоци. Само што излезе Европската унија со Одлична своите база на податоци да податоци. каже колку луѓе се излезени од Македонија. Колку луѓе се Па колку излезени? беше податокот 600.000? со кој? Чекај, колку го Ама 600.000? колку беше податокот со кој излегува? Колку беше? Ете. Па негде колку 300.000 излегува. Сега, Па ти има сега подобра- се па ти има подобра 630.000, сега се од Кога кога Европската 300.000, унија? Сашо? По последниве 2-3 години ме влада. Последниве 2-3... Па се разбира. Сашо, абе, зашто збор? Значи, те Чекај, молам, ако вие те молам, математиката те молам. и да се 1000 и милиони Те молам, 800 значи- минус 600 остануваат Ама милиони како- ама 200 види. во државата. Ама Од знаеш тие зашто милиони се- 200 во државата, едно 400.000 и нешто се потенцијален контингент на власта, што е со оние останатите? Со кои останати, Боби? Државата има околу 190.000 земјоделски семејства. Во државата живеат околу 300.000 пензионери. Државната администрација е веројатно меѓу 150 и 200.000. Тоа ти се фала на прашање 700.000 гласа на кои што реферира државата, партијата на власт, партиите на власт, бидејќи ги поклопија со клиентелизам луѓето и со мешани други понуди, закани и така натаму.
на тоа ако додадеш уште овие писма што ги читаме, да секој трет од нив да донесе уште по еден, ете тие гласачкото бирачко тело на државата. Тоа се луѓе кои што решиле да живеат во Македонија, бидејќи овде им е добро. Значи тоа се 700 на другата страна, по 2 милиони 400. И 400.000 деца, милиони 800. Според твоите рачуници, викам, тие 600.000 пак не можам да ги кажам рачуниците кои што се точни, бе, Владо. Тоа е бројот на луѓето. Тие се луѓето кои што се заинтересирани, тоа се луѓето кои што се заинтересирани да гласат за статус квото кој им го нуди Груевски. Добро, ама тоа покаже дека тоа се луѓето. И таа база која ќе погледате, се разбира дека не сите од нив гласаат. И да ти веруваме тоа што кажат. Не сите од нив гласаат за власта. Меѓутоа, кога ќе споредите огромната цифра на заминати луѓе, кој што се согласувам, се види меѓу 300 и 600.000. Тоа никој не го знае, бидејќи никој не може да го провери. Сега 600, 300. Значи 2015 година. Кога тоа ќе го споредите со овој контингент кој што се претплатени на државните услуги, вие практично доаѓате до ситуација во државата да отприлика ги гледате можностите, потенцијалите на гласање за власт и за опозиција. Значи... И во сегашните цифри се негде околу 3-40% неопределени или луѓе кои не сакаат да гласаат. И вие доаѓате до точната математика. Значи прво не и тоа е успешниот проект на власт. Значи прва работа, просто прва работа се согласуваме дека не се значи сега 630.000 иселени. Јас имам податок дека што оперираат дека се 630.000 иселени. Според Државен завод за статистика во Македонија има околу 2.070.000 луѓе, кое што е израчунато спрема претходниот попис заедно со растот на популација во изминатите 13 години. Јас велам, значи, дека од прилика 1.850.000 луѓе живеат во Македонија, што значи дека во изминатите 13 години можеме да говориме за некој од прилика 200.000 лица иселени. Ама се не се 150-200, се тоа се многу тие. Повеќе. Не, Сашо. Тоа се тие бројки за кои што може да говориме. А иселувањето од Македонија било од секогаш. Значи, земи и од 1991, од секогаш. И тоа е сериозен проблем на државата и тоа државата треба да го реши. Страшен само не е тоа дека избегале 600.000 луѓе заради власт. Па види, избегале затоа што им бил лош животот од ДКБ власт. Тие луѓе на избори не гласат за тие што им носат лош живот. Луѓето си заминуваат, мислам, види, многу е тешко понекогаш да ви се објасни дека се тешко се живее во Македонија. Вие сепак се држите у кругови во кои добро се живее. Ама тие кругови во кои добро се живее се малку во Македонија. Сашо, голем процент од населението во Македонија живее многу тешко. Секој се движи во секакви кругови. Јас ти кажувам дека до април месец уште 20.000 луѓе ќе се иселат. И никој не вели дека е лесно. Никој не вели дека е лесно. За тоа разговараме, кога никој не вели дека е лесно, како мислиш ти дека ќе гласаат за власт? Прашањето значи, е друго. Луѓе кои не мислат дека е лесно не гласаат за власта. Луѓе кои што мислат дека им е полесно од тоа што било претходно ќе гласаат за власта. Заборавме што било претходно. Луѓето кои што мислат дека ќе биде подобро гласаат за власта. Луѓето кои што мислат дека сега им е подобро гласаат за власта. 10 години поминаа. Кој е тоа претходно? Ти колку години си имал пред 10 години? Си гласал ли пред 10 години? Па ти не ги памтиш претходно тие години, Владо. Дете си бил. Овие сега години и сега стотици илјади луѓе на. Не е важно дали. И се како да ти кажам, лошо се живее, тешко се живее. Не е важно дали некој памти што било пред 10 години. Па како не е важно кога ти велиш дека се незадоволни од тоа што се памти? Важно е дали луѓето и колкав е обемот на луѓе кои што се задоволни или кои што имаат доверба во оние кои што раководат. Ајде малку да. Прашањето воопшто не е на задоволство. Дека кога ќе останат само тие луѓе што се задоволни, ВМР ќе победува и со 80%. Овде е прашањето само на луѓето што се врзани да гласаат. Системата политички клиентелизам, значи сега се добро, сега се значи врзани да гласаат. Сега се иселени сите. Сега, Дајте малку да погледнеме некои факти кои што за целиот свет се факти. Ја тоа велам во моментот. Имаме еден огромен скандал кој што извади наведели на некои работи. И се колку и од почеток да се викаше вакви се, онакви се, сите напишаа дека тоа се некакви реални докази, индиции, еве ги се повеќе ги има во сите извештаи во Европска унија, кои што ги сметаат како реален показател. Значи, ти вика дека... Еве имаме специјален јавен обвинител. Ќе ги истражи сите тие работи. Па имаме, да не има нешто. Така. Или немаме се не добро Иване. Имаме анкетна комисија, нели? Имаме анкетна комисија, нели? На хонолулу. Ма чекајте, ние не живееме во вакуум. Ајде да се слушаме малинка и малку да ја канализираме дискусијава на едно по едно прашање. Реалноста кажува дека поголем број од луѓето се задоволни со оваа власт, а дека многу помал број од луѓето се задоволни со опозицијата или сметаат дека би биле позадоволни ако дојдат на власт.
Тоа го говориме. Па Значи, ова опозицијата све произлезе 10 од тоа години. околу самите избори. Значи сега изборите биле не биле демократски, не биле фер, да нема избори. Овој аутизам Имаме е типичен ситуација- и на преговарачката маса. Со овој аутизам настапува власта. Власта вели вака, што ќе разговарам јас со тебе без СДСМ? Сте ме натерале тука со овие двајца амбасадори што ги гледаме да седам. Иначе Колумбина е направил. Тоа е позицијата на власта. Па еве го. Што овие им викате бе луѓе? На телефоните самите кажувате, фатени се 100 криминали. Дојдовме до тоа да има специјално обвинителство, бидејќи институциите не ви функционираат. Европа и Америка ни се наврат затоа што гледаат дека државата доведено прашање. Овој аутизам вика, што, молим, ќе видиме ние на избори, повеќето луѓе се задоволни од ситуацијата. Не, извини. Затоа не мора да работи. Извини, во преговорите за државна изборна тоа комисија, е, во затоа не преговорите мора за да државна работите. изборна комисија, СДСМ предложило двајца, ВМРО ДПМН ги прифатило, СДСМ решило после да не го прифаќа етничкиот албанец кој што бил предложен од ДУИ од ДПА за тоа што бил ВМРО-вец. Се закочија 5 дена преговорите за на крај да бидат прифатени истите. Ние знаеме дека СДСМ За е каков виновен за се. аутизам говориме? За се е виновен За СДСМ. каков? Значи, За се е кој ги виновен кочи СДСМ. тука преговорите? Едва и чекам ВМРО да дојде на власт, да ви кажем право идната година, зашто со ова СДСМ не се живее. Дај нека дојде еднаш ВМРО на власт да видиме конечно да пропее земја. Не, дај да ги укинеме Бидејќи изборите, да се вратиме Не, нема потреба, па тие се 48-ма. укинати, Владо, па И тие да се дојде укинати, затоа СДСМ сме на оваа власт, криза и зашто тие се 20% укинати. што не се Ама тебе задоволни ти се да чини бидат дека има задоволни. избори. Па Оваа добро. криза е настаната зашто Па изборите не, се на укинати. 80% вајде луѓето им се чини дека има избори, а тие 20% што се наклонети кон СДСМ све Од овие нешто не милиони чини. кои што се останати Така во излегува. Македонија. Не, јас не Па влегувам да. обично во ова 80% 20%. Прво од кај излега 80% 20%? Па тоа Значи, се Владо одна- се бави со статистика, Значи, он ги знае, кај од се? специјални Кај бази на се? податоци. Кој се, 20%. значи кој кој тоа не е нема моја доверба тема, во ама изборниот. вие објасните Кој само. нема доверба во изборниот систем? СДСМ, подржувачите и гласачите и симпатизерите на СДСМ, така? Колкав процент се ти од гласачкото тело? Околу Не, ако- 20%. Помалце Ако до душа, ама еве 30% го кажале дека заокруживме. ако Сака да каже 30% дека кажале груевски владе дека со не 80% веруваат, поддршка у земјава. Погоди што Ако- ти говори Ако статистика. Не те велам, 30% јас кажале дека дека говори не статистичар. веруваат, Он излегува со Не, теза Сашо. дека груевски владе со Не, 80% Сашо, поддршка. него јас ти велам дека Абе, оние излезете од кои таа што кома не у која ги се наоѓате, Владо. прифаќаат изборите, Видете ја реалноста. оние кои што не ги Лоша е прифаќаат ситуацијата. резултатите и Ако кои што не се не може да ја мрднеме погледнат на понатаму, нема вистината да во излеземе лице, од кризата, се Владо. помалку од 20%. Не излегуваме од Тоа ти кризата, велам Владо. јас. Не Тоа е ти го решењето на кажувам секој 6 само. месеци 500 милиони да се задолжуваме. Не, значи- Решењето е да профункционира Македонија. А тоа ќе Мора да се профункционира одветите, човече. ако власта која што е избрана од 500.000 Прво луѓе се криминалците ако се откаже од затворат. власта Не, прво и криминалците да се затворат, да ќе дојдат од профункционира. опозицијата Значи, пет тоа избори второ ќе и биде. да бидат сите Прво да среќни се и затворат весели. криминалците. Тогаш све ќе биде Прво во ред. да се затворат криминалците. Да се затворат, јас се Така е. слагам. Ама видиш, до Апсолутно. сега не можевме. До сега ја се предизвикавме слагам. кризава за да стигнеме у ситуација да може да се судат тие луѓе. Ќе видиме како ќе биде тоа. До сега, ако ве слушавме вас, вашиот аутизам, овдека цвета само лагиња и ружи во Македонија. Кризата беше За да дојдеме до ситуација у која што самиот Груевски прифаќа специјален јавен обвинител кој ќе има 36 кривични дела на испитување, Владимир. 36, овие со кои ти разговараш, види се да нови појќе, може да се случи со години да ги снема луѓето. Ќе треба Сашо. после да им идеш у Идризово на посета. Сашо, За тоа да се не бориме. преюдицираме, Кога ќе Сашо, да не преюдицираме. бе. Имаме специјален, сите се, власта се криви, луѓето што гласаат за власта се криви, глупи се, вакви се, онакви Ја се. не викам да се глупи. Па како не? Тоа- Па тоа е таа вие ги теза. третирате Па таа е како таа глупи. теза. Не, вие ги Мнозинството третирате на како граѓаните глупи. се Не. глупи, она малцинство Златко, кое па што е од вие Бога сте дадено од political- 45-та година, тоа Ја треба да едва чекам владе да ВМРО и да нема дојде на власт, избори, заедно вика така. Владко, од Па тоа е 45-та. тоа. Едва и чекам Тоа ВМРО е следната тоа. година да дојде на власт. Ама све се сведува на тоа. Конечно, доста Све више се овие од сведува на СДСМ тоа. ја растурија држава. Ајде активен, Ама кој важи ќе дојде активен. ВМРО на власт? Може активен? Не. Интересна е регистрација може. оваа дебата, Не, после меѓутоа не може. дајте малку Зошто? да ја фокусираме. Оваа изјава што е зад мене, меѓу другото вели, во време на сериозни национални предизвици, партиите се согласија дека мора да действуваат согласно интересот на граѓаните и да ги решат клучните и без преседан предизвици со кои се соочуваат. Тоа е една од точките од рамковниот договорот од Пржино. И договорот од Пржино требаше да значи предпоставка, сериозни разговори за нешто што се значи враќање на довербата во
институциите, отстранување на сите тие проблеми, на сериозен демократски дефицит, узурпација на државата, изедначеност на државата со партијата и така натаму, констатирани и во извештаи на ОПСЕ и така натаму. Сега ние се доведовме во ситуација само на некакви козметички промени, измени на состав на ДИК, маргинални измени на изборното законодавство и трчање само по изборниот датум. Изборниот датум требаше да биде завршница на цел еден претходен процес. Зошто се доведовме во таква ситуација? Очигледно е прво дека нема значи вечерашниот разговор е чиста илустрација дека ова што го читаше всушност било дадено согласност само како согласност. За жал, онај употребен термин што го избегнувам, тоалетна хартија, палома хартија. Сега во пософистицирана верзија миризливи марамчи. За жал, значи имаме само и многу енергија се насочи кон прашања кои што воопшто не требаше да бидат прашања. Значи со изборите на измените на изборниот законник, на вистина не гледам суштествени измени. Промените на ДИК нема суштествени измени. Значи она што требаше да се смени во изборите не беше ни самиот законник, туку начинот на кој што тие се спроведуваат. Околу медиумите помало прашање се е законската рамка, туку реалното влијание врз медиумите, што пак се покажува, има индиции, нели, низ Добро, и заради тие индиции СДСМ предложи закон кој што може да се сретнат индиции 33-та година во Германија или во Советскиот сојуз евентуално, заради слободата и демократијата. Да се постави сатра предложен од нив кој што на копче ќе ги гаси медиумите како што ќе му текне. Така ли со медиумите? Знаеш како се вика тој сатрап денеска? Мартин Протуџер. Ајде. Баш така, со копче, Мартин Протуџер ги гаси. Има па затоа што не гледаш, кога би прогледал, како ти не памтиш. Ајден, што кај Ајден? А зашто Ајден е згаснат? Зашто? Заради криминалите на Велија, така? Зашто е згасната Ајден? Како може да има криминали од државата на Груевските се молат? Да не се враќаме толку назад. Нема држава у која може да има криминали. Божиновски, точно, не. Точно е дека има некои предлози, тврдел дека има и дека демократија у новинарството, ма дај да го донесеме законот што го предложи. За тоа да губиме. Не, баш ме интересира. Ај што му се податоците неточни? Ај што му се проценките аутистични, него сега има и демократија у никој не излезе да го брани. Никој не излезе да го брани закон. Па ги истера од просторијата. Никој не излезе сака да го брани. Може ли некој да го брани тој закон? Има многу дискутабилни. Може ли некој да го брани тој закон? Има многу дискутабилни предлози во ставовите на СДСМ. Пример за тоталитарна пропаганда од нацистичка Германија и од Советскиот сојуз. Сега ќе даваме од предлог законот кој што го даде за слободата и демократијата. Јас си прашувам на твоите студенти добро да размислат што ги. Ајде ве молам. Божиновски, има некои дискутабилни предлози во предлозите, идеите што ги доставиле предлогот закон на СДСМ. Меѓутоа, исто така стои дека има многу прашања и вие како политиколог веројатно ги знаете, многу прашања кои што треба да се регулираат од нашата досегашна пракса, а кои треба да обезбедат некаков минимум фер и избалансирани шанси за изборен натпревар. Без тоа ние не можеме да говориме за фер и изборен натпревар. Во однос на медиумското покривање, начинот на известување. Ако ви имате една Франција, каде што се мери не само квантитативното, туку и квалитативното известување, а тоа се правеше и во Македонија се до последните избори, тогаш не може да каже некој дека нема инструменти во европските земи кои што гарантираат фер изборен натпревар или фер стартна линија. Нека се земе францускиот закон, нека се имплементира. Не сум сигурен колку би се согласиле, бидејќи таму се мерат и димензиите. Тема апсолвирана тема. Дај нешто друго важно да дискутираме. Одиме се кратко на линка. Пошто имаш и таква понеделя. Кој бил европски закон? Земете го, имплементирајте го. А проблем е што не го имплементираат, односно го имплементираат како што им чини. Не, имаме предлог закон. Страшни казни за медиуми. Човек кој што на дугме ќе згаснува медиуми. Одлични се тие предлози. Јас одбивам да се навлечам на дебатата ВМРО СДСМ. Значи тоа е тоа што не навлекуваат цело време. Ајде, вие сте политиколог. Чекајте. Не говориме за ВМРО, говориме за типот на закони кои што се предлагаат. Не, што е, ајде како политиколог, кој е во моментот политичкиот релјеф во Македонија?
Ајде, вие кажете го. Кој е, каде е позиција, каде е опозиција, кој ќе биде утре, кои се вашите предвидувања? Ајде да ги тргнеме ВМРО и СДСМ, нема X, Y, Z. Како тие? Ама, не. Значи, тоа е тезата која што цели овие 10 години е, а не ВМРО, а СДСМ, а кој е крив, а не владините? Сорос. Значи, било кој, само не ние што сме власт. Види. Па затоа чекаме да дојде Груевски идната година власт. Секој треба да си ја преземе дел од својата одговорност. Кој ќе дојде ВМРО на власт, си ја преземе. Еве, јас си ја преземам својата. Еве, јас си ја преземам својата. Важи? Во која функција? Нема проблем. Па затоа во која функција? Затоа во која функција? Па владата бе брат си одговорна за државата. Па тие треба да си ја преземат одговорноста. Одговорноста, значи имаме преговори. Одговорноста треба да преземат сите политички субјекти. Сите политички субјекти, затоа што сите треба да сакаат да има некаков напредок. Ние само гледаме одолговлекување. Само ВМРО сака напредок, сите други се против. Одолговлекување од страна на опозицијата, ама видете, пред 3 месеци беше најавено. Пред 3 месеци беше најавено дека ќе се одолговлекува све за да после се одложат изборите. И ете, дојдовме до тоа. Сега почнува да се говори дека опозицијата мора да бидат одложени изборите. Тоа е и тезата, така. Па се разбира дека мора бе Владимир, затоа што одиме повторно кон недемократски избори. Ако СДСМ имаше 1% предност пред ВМРО ДПМН, уште утре ќе бара избори. Сигурен сум дека така би било. Така се согласувам. Ова е единствен случај во светот кај што опозиција бега од избори. Ама тој треба да се разбере, Владимир. Бара избори. Видиме, Владо, во недемократска држава се бега од избори. Кажеме нешто различно од она што го кажува. Во недемократска држава се бега од избори. Па ние дојдовме во оваа криза токму заради тоа. Па да ние да имавме демократски избори, да имавме функционални институции, да имавме ова Боби што го цитира за медиумите. Да имавме тоа ти што го кажува со цифриве за пописот. Не би само 100.000 души фала. Ние ќе бев овде ќе цвета ружи. Овде ќе цвета ружи, Владо. Ружите се уопште не се согласивме. Не, се уште стоиш тресење од рака, пошто државата не може елементарни податоци да ја обезбеди. А твоите 630.000 држава која кажа фактите, Сашо, па и ти кој рачунаше одиме со кратка пауза за реклами, а потоа со дилемата дали сме навистина далеку од услови за фер и демократски избори или се приближуваме кон околности за одлагање на изборите. За оваа дилема по паузата за реклами останете со нас. Преговори со добра волја и верба за суштински промени или политичка пародија? Дали преговорите со сила за обврските од пржино водат кон услови за кредибилни избори? Многу време потрошено на кавги, за реформи никој не говори. Зошто политичките елити се како непослушни ученици? Дали кризата е погодно време и за отварање на прашањето со името? Малинка Ристевска Јорданова, Саша Ордановски и Владимир Божиновски се мои вечерашни гости во Топ тема. И не ги оставивме да заспиат. Во делот, во претходниот дел од дискусијата, која што навистина беше интензивна и конечно вистинска дебата, и двајцата рековте дека реално нема во овој момент, според вас, преговорите, начинот на кој што се водат преговорите, исполнувањето на обврските од договорот не води кон услови за фери демократски избори. Саша дури ја спомна и формулациите колку толку. Значи, се сведуваме на еден минимум. Што би значило тоа и кој е тој минимум? Ако може да се бара некаква таква црвена линија на минимум за услови за фери демократски. Никој не го постави минимумот, меѓутоа минимумот секако би бил да не се користат државни ресурси за избори и да има еднакво медиумско застапување. И тие два услови не гледаме дека сега се исполнети и покрај тоа што ова наименување на министри од СДСМ во владата на ВМРО ДПМН требаше да го спречи токму тоа, значи користењето на државни ресурси за цел на изборите. За мене не е дури ни прашањето тука што е минимумот. Значи треба да имаме и избори кои што утредента онаа партија што ќе изгуби, ќе каже честито, нека вие со среќа повелете понатаму. Ја не гледам дека се создава некоја таква ситуација, таква клима тоа да се случи. И тоа е проблем, што не се гради никаква доверба во овој процес.
се повеќе пак оди кон елитите, собранието и натаму е настрана, ова се друго што е во итни реформски приоритети скоро и да е заборавено. И тоа ми е клучниот проблем. Значи, што насоката не ја гледам дека се оди кон избори. Инаку, она што го гледам дека странците, што велиме се наклонети да го сметаат како доволни избори, иако во заклучоците се пишуваат значително остварување на итни реформски приоритети и така натаму, го гледаат следниот чекор. Дали Груевски ќе поднесе оставка, дали тој период на транзиција ќе биде Меѓутоа, бидејќи ги спомнавте итните реформски приоритети, впрочем и дел од разговорите за медиумите се за медиумите се дел од нив. Итните реформски приоритети гледам се споменуваат и во заклучоците од Советот, меѓутоа тие се речиси заборавени. Да, речиси се заборавени апсолутно, и прашање е што ќе биде тоа значително исполнување. Значи, вие ако ги погледнете сега, ќе видите дека на вистина нема насока на нивно остварување, нити дел од правосудство, нити дел од надзор реално над службите за безбедност, нити другите делови од договорот. Така што на вистина треба да се случи многу за да се може да се каже дека значително се исполнети. Божелевски, рековте во првиот дел дека опозицијата е таа која што се обидува да ги одложи роковите за исполнување на обврските и да креира атмосфера за одлагање на изборите. Меѓутоа имавме неколку и директни изјави од амбасадорите од меѓународната заедница со кои за одлагањето и одговорноста за исполнување на обврските и потребните предуслови беше посочена директно кон власта и владеачката партија. Беше посочено заради тоа што они очекуваат од онаа партија која што има власта, со самото тоа што има власта, значи има и одговорноста кон државата како институции, дека треба да направи многу поголеми заложби со цел да бидат тие исполнети. Што пред 3 месеци се најави дека е можно да се одоговлекуваат имплементацијата на договорот, на точките од договорот од Пржино, со цел да се создадат повторно некакви квази аргументи за одложување на тие избори. Гледаме моментов дека тоа е токму така. Јас за тоа ви кажав, еве го последниот пример со ДИК, значи со Државната изборна комисија. Сите го памтиме, сега беше вчера. Пред 5 дена можеше да се затвори тоа прашање, зошто беа потребни уште 5 дена за на крај да излезе исто и лидерска средба, за на крај да излезе истото она кое што требаше да биде и пред. Ма зошто беше потребно деловникот на анкетната да се договара во клубот на пратеници и целата дискусија да се изместува од таму, или зошто е потребно сето ова одлагање на анкетната? Значи проблемот е што во Македонија буквално све се врти околу некаков договор на елитите. Елитите во смисла на врвот на политичките партии. И тука е всушност проблемот, значи да го трнеме на страна ние и Пржино и договорот и како било договор. Проблемот е дека едноставно за да нешто се договори во Македонија мора за тоа да се согласат, нели условно кажано, најголемите политички партии. И ова е нешто што треба че во иднина да станува се поретко и поретко. Тоа ќе биде успех на вистинска реформа. Тоа ќе биде успех на вистинска реформа, каде што институциите ќе си го преземат тоа што. Тука не говориме за незрелост на една или друга или трета политичка партија, тука говориме незрелост на политичките елити. Се уште. За тоа се појавуваат проблемите. Значи за нешто да се договори мора да седнат, не знам, лидерот на таа партија, лидерот на таа партија, лидерот на таа партија и да направат некаков договор. Ордановски? Боби, не се води во Македонија само преговори на масата во клубот на пратениците. Целава криза има и други димензии. Други димензии кои што за некои од преговарачите се многу поважни. Видите, ние имаме една политичка елита на власт која што е реално подзакана од тешки процеси за тешки кривични дела. Таму речиси нема ни едно дело под 5 години затвор. До сега, ако избрав правилно, 36 се во прашање. Морате да ги разберете луѓето зашто им е важно да не функционира ништо.
Замислете кога би профункционирале институциите и кога да речеме во јануари ќе се поднесе кривично дело за нешто зашто по автоматизам треба да следува притвор. Бидејќи во сите овие поднесени досега и овие сите индицирани кривични дела, по сите основи следува притвор. Влијание врз сведоци, бегање од земјата и уништување докази. Како вие мислите дека овие истите денеска што седат по анкетни комисии, овие другари на Владо што се гледа, овие што седат окултно пратенци, па тие се тие кои што ќе бидат на Добро, сега мене ми излегува другари, да. Добро, и јас сум некој див сега. И утре мене може ке ме апсаднели и ова. Мора малце да го провоцира. Нема проблем сега. Може малце да го провоцира. Падна темпото на дискусијата. Да, се води. Значи, сакам да ви кажам, се води еден процес кој што од прилика се гледа во кој правец оди. Како што Владо знае што се случува на преговорите и вон преговарачката маса, веројатно и Добро, ова е вториот исто така мислам дека ако има не успеува со одложувањето на изборите. Слушайте, не е тоа вториот план Б, тоа е планот А. Кати Цјанева ќе го спаси, ќе ја спаси опозицијата во јануари, сите ќе го Владо, јас ги гледам изборите како план Б, бе, Владо, ти не се чувствуваш оплјачкан. Колкаво е твоето досие на прислушкување, бе, Владо? Кажи ми ти, колкаво е твоето досие на прислушкување? Од каде да знаеш? Дали те прислушкувале бе тебе? Јас знам бе, Владо, дека ме прислушкувале. За тебе е тоа план С. За тебе е тоа план Г, Ф и така па добро, ти 27 ти имаш добри врски кај тие што ги имаат. Да, кај Мјалко вака сме, секој ден се гледаме од кој ќе заврши со тебе. Слушај да ти кажам нешто. Не знам баш кој. И тоа е заканата под која они преговараат. Да. И кога ќе видите тој процес мора да ви е јасно зашто да се тоа. Да, ова е третата теза. Сами си се прислушувале Груевски. Ме разбираш сега што е Боби проблемот. Значи аутизмот не е само политички, него е помешан со страв. И они се реално уплашени луѓе. Видите, Мјалков, кој е сега слободни граѓани, реално мора да стравува дека ќе биде уапсен негде надвор од Македонија. Реално се уплашени за нешто. Мора да биде уплашен. Ако не се уплашени, ја не знам што разговори кои што самите себе си ги снимале и кои што дај го. Значи, ме разбирате што е баш така, одлично го сам себе се снимале. Баш така, ама не планирале дека ќе излезат во јавност. Првото прашање е токму тоа. Знаете што е проблем? Ама чекај малце. Значи имате едно пропаѓање на клучни институции во државата. Ако јас снимам некој, дали ќе ги снимам тие кои што треба да го реставрираат или ќе го снимам избори, политичкиот противник. бидејќи на власта не ја одговара тој процес да биде реставриран, бидејќи на крај треба да резултира со институционално одговорност. Ајде петата теза, Иво Кубанов сега излезе дека власта го наместува. И вака се однесува. Ајде таа вака се однесува. Сега ќе расипам дискусијата на масата за да не дојдеме до крајот на устоличување на институции кои функционираат. Затоа во април ние ќе имаме проблем. Вадиш истите две тези. Одложување избори и втората теза сите кидат у апс. Катица Јанева ќе покажа дека основни системи на државата не функционираат. Не, Малинка, не си во право, биле злоупотребени, не е да не функционираат. Значи они биле брутално злоупотребени. Систем на државата е сериозно во прашање. Значи пак ќе се тргнам настрана до овој. Само по самиот тој основ требаше владата да сноси политичка одговорност. Бидејќи тоа не смеела да го дозволи. Не смеела да го дозволи. Македонија политичка одговорност. Ајде, молим. Не смела да дозволи. Што? Апсолутно. Абе, кумот му вика на овој дека ќе го гаѓа со телефон, му вика ние сме лудаци, му вика дали се слушате, ова све треба да се апси, да сме нормална држава, ние треба да завршиме ендек и се ти бараш политичка одговорност. Владо Божиновски вика дека ние измислуваме, дека се тие што се монтирани сечени депени. Така. Не. Тие луѓе драго Сашо во разговорите. Тие луѓе разговараат. А и Владо не го прислушува. Ги слуша. И заради тоа он Ма добре, вака доаѓаме до тоа дека ја не реков дека целиот договор од Пржина е поставен наопако и така Значи натаму. Владо го прислушува. Значи институциите и Владо го прислушува. Јас реков дека не знам, Сашо, не сум близок со тие луѓе кои што ги имаат близок женија други што прислушува бе прашање. Не бе, Сашо. Ајде како, прашањето е како. Имаме уште не пол месец дена откако владата може да носи ефективни решенија. После 15, ако се случи оставката на премиерот, владата ќе биде техничка, значи краток е периодот кога може да се носат суштински одлози. Се разбира затоа што нема да има суштински одлози, затоа се доведуваат во прашање изборите во април. Но, видите, ова е малку резултати на тоа што ние уствари не се согласивме да имаме неполитичка влада. Односно, што би рекол Владо, елитите на власт не се согласија. Доколку ние имавме некаква експертска влада,
која што можеше уште кога се подпишаа во јуни-јули овие договори во Пржино да земат работата. И потоа тие да се занимаваат со институциите според меѓународните стандарди кои што овој Сирот Ван Хауте ги кажува, а кои што на власта не ја одговараат, па затоа и кампањи се прават против него. По тие стандарди они до април се истераа процес. Меѓутоа, тоа ќе гарантираше оваа вторава работа што ви кажувам. Луѓето кои што ќе седнат на обвинителни клупи се уплашени од функционирање на институциите. СДС имаше шанса да постави експерти како што најавуваше заедно. Знаеш како сега, значи тоа не е мојата теза, имаше шанса. Јас ти кажувам дека ќе беше подобро и експертската ќе беше подобро, значи Владо, ќе беше подобро да се тргнаа сите и да дојдеше експертска влада. Ајде сега пак бидејќи тоа не се случи. Ќе беше убаво слобода и демократија, ајде да ги укинеме медиумите. Бидејќи за Владо слобода и демократија се зашегување работа. Не, за мене се многу важни, Саша, ама кога тој што ќе Ама ти не знаеш дали си прислушуван во оваа слобода и демократија во која што живееш. А зашто не прашаш дали си прислушуван, Владимир? А дали си прислушуван и ти? Дали си прислушуван и ти, Владимир, те прашам? Ајде се емисија обврска да прашаш идната недела. До Мијалков си близо, кон прислушувал, не го прашај го. Он прислушал. Е како тогаш Заев ги има разговорите? Ако прислушал Мијалков, што не излезе служби му го дадоа како жутото конде му ги даде на од опозицијата. Ако прислушал Мијалков. Ова игноранција е резултатот до кој сме извини, не е игноранција. Тотална игноранција. Не е точно, Сашо. Срамот. Јас ти велам само дека ако прислушувал Мијалков, тогаш ќе имаше некој муабет од Заев. Така. Каде се? Ти велиш, јас знам дека ме прислушувале. Зашто си близок со Заев? Ја не знам дали ме прислушувале. Па зашто не прашаш, бе, Владимир? Па кого? Нема да ми каже. Нема да му каже. каже. Еве да те замолам, прашај го Заев да ми каже, барем да знам. И добро, Владимир, кога ќе дознаеш дека си прислушуван, што ќе се смени кај тебе? Ќе се смени ли нешто ако и тебе те прислушува? Што да се смени кај мене? Па не, видиш. Што да се него смени нема кај мене? ништо да се смени. Треба да се види кој прислушувал и да биде казнен. Па Владимир, тоа е мојата теза, дека бидејќи процесот на видување кој прислушувал е во тек на тие луѓе кои што го договарат тој процес, не им одговара да профункционираат институциите. Тоа именно се обидувам да го кажам, Владимир. Мораме да го Тоа е опозицијата. Па тоа мораме да го заукажеме овој дел. Значи ве молам за прецизен одговор. Името ќе остане во последниот дел од емисијата, но имаме пред тоа уште еден блок реклами. Со оглед на сето ова, недовербата во услови за фер избори, очекувате одлагање или очекувате дека опозицијата која што се обврза дека ќе излезе на избори, а учествува во сите овие процеси и досега активно, дека ќе излезе на избори, а можни се понатаму проблеми во повторно признавање на кредибилност? Видите, на средина на декември не знам што да ви одговорам точно што би очекувал. Значи, прво, некои работи треба да се завршат и да видиме како ќе се завршат. Второ, да видиме што ќе се случува јануари, февруари. Ја лично мислам дека вака како што да работите со сите индиции кои што постојат за тоа што беше договорено, што ќе се исполни, ние немаме услови за фер и демократски избори. Можеби ќе се договорат лидерите овие агитиве да во април има избори. Под притисок на овој, под прифаќање на оној, под пазарење и така натаму, тоа не знам. Но сакам да ви кажам дека во април ние не можеме да имаме избори за какви што се разговараше во Пржино. Значи избори на кои што луѓето ќе мислат дека се легитимни, за да новата распределба на местите произлезе легитимно, такви се плашам дека нема да имаме. Дури да ви кажам и со можност и опозицијата да победи на нив. Јас ви кажувам дека тоа ќе се случува во еден нередовен начин. И дека на нас реално ни треба на крајот на криштата да ве прашам. Еве, бидејќи власта е толку уверена дека така гази да што е проблемот да се одложи до септември, октомври, не разбирам. Што се 3 месеци повеќе за да се средат работите како што треба проблем? Може некој да ми објасни кога изгубивме волку време, кога се иселија 600.000 души од Македонија? Што е проблем да причекаме до септември, октомври? Не, тоа ти се договори, јас мислам дека се 600. Јас ти покажав. Значи сакам да кажам, Боби, логично е прашањето. Дури да сум јас на позиција на власта, кога гледам токаво незадоволство, можда и на малцинството во земјата, ја не викам, можда е Владо управо, можда помалку луѓе во земјата немаат довербува. Што е проблемот да се за сега ставате избори има и ќе мора да има Божиновски. Треба ли пак да се наредат 5 амбасадори пред влада да објаснуваат дека е потребна конструктивност, дека е потребен диалог, дека е потребно извршување на обврските, дека е потребна и политичка и законска одговорност за она што е направено
направено во минатото, но и одговорност за чекорите кои што треба да се преземат за работите да како што рековте и вие на почетокот, колку толку се поместат кон некаква траекторија која што сепак ви водела до нешто. Тука е главниот проблем. Кога се направи договорот со Пржино, се договорија тие избори во кон крајот на април. Веднаш излегоа советниците на Зоран Заев да каже дека тоа не е добро, дека тоа не требало така, дека требало подоцни, така натаму и така натаму. Во меѓувреме имаше очекување дека рейтингот на СДСМ ќе се качи, малку ќе мрдне од таа мртва точка и со цел да имаат некакви шанси да победат на изборите. Кога станат јасно дека тоа не е возможно да се случи, се отиде на план Б. Одложување на секаква можна одлука, кочење на преговори, ултиматуми, менување мислење на 2 сати. Мислам дека Зоран Заев е рекордер во менување на мислење и на ставови. Се со цел да се одложат изборите. План С или план В, ако и тоа не се успее, да се создаде пак некаква квази аргументација за да не се признаат изборните резултати во април. И тоа е проблемот. Деконструктивна, каде се конструктивните предлози на власта, проактивноста на власта за да го помести тој процес. Ако сметате дека опозицијата е таа која што прави се за ова да се Ама чекај, еве пак со последниот пример. Државна изборна комисија. Изборот е тестат на 6 луѓе. Опозицијата вели од овие 6 ние ги предлагаме овие. Власта ги прифаќа тие. Овие не знаат што да направат, сега нема да го прифатиме експертот албанец. Се одлага целиот процес недела дена, за на крај да биде прифатен истиот човек, првиот избор, кој што они сакале да го одбијат. Зашто говориме ни? Малинка? Јас не знам понатаму што да кажам, мислам дека се вртиме во место. Значи, истите примери ги вртиме. Нема услови за фер и демократски избори, не се создаваат, значи, еве да ги земеме примерите пак назад на првоизбирачкиот список. Потоа доверба во самите избори, значи немаме доверба, не се создава доверба меѓу политичките субјекти. И ностоп се форсира климата дека ово е крив или оно е крив, ово е вака направил, оно е вака. Значи ова не е нормална атмосфера за доверба во изборите. И навистина мислам се вртиме во круг. Која уште едно прашање за вас, која е тука улогата на меѓународната заедница или на двајцава амбасадори што се на овие фотографии зад мене со оглед на синокешното соопштение од средбата кое што очигледно според начинот вордингот кој што беше напишан од нив или од нивните служби. Дали се наивни или намерно не догледуваат и што очекуваат кога тие ќе напишат едно соопштение во кое лидерите ќе испратат позитивни пораки кои што понатаму завршуваат. Значи не верувам дека се наивни, дефинитивно не верувам дека се наивни. Тие влегоа во една ситуација во која што баш не беа баш расположени од почетокот да влезат. Да влегоа со голем ентузијазам во тоа не. Мислам дека многу полесно ќе им беше Македонија да се покажеше одржлива, да функционира институциите и така натаму. Меѓутоа кога мора, влегоа во тој процес. И сега тие се држат до она што беше со нивна помош подпишано и се држат до тоа. И гледаат колку толку да се обезбеди некој минимум. Кој е тој минимум, никој не кажува во моментот. Тоа нив едноставно им е работа. Бидејќи влегува во процесот, се заложи и тие во процесот да тој се доведе до крај. Меѓутоа, нив им е јасно дека доколку овие избори не дадат резултат во кој што ќе имаме повеќе доверба по тоа, дека ништо не сме направила. Нив им е јасно тоа. Нам изгледа како да не ни е јасно. Ние пак се вплеткуваме СДСМ, ВМРО и така натаму. Еве, добро утро, ќе има само една партија, вечен победник и што правиме посла? Значи, говориме дека ако една партија не може поинаку да се оправда од поразот, значи ги бара сите виновници околу, осим самата себе, зашо можеме да говориме? И обратно. Зашо можеме да говориме? И обратно. Нема обратно. Обратно не. Зашто обратно? Па сите виновници ова приказнава. Дека сите се виновници осим самите они, за све.
И обратното, истото за тие што се на власт, нели? Сите се виновници, осем самите тие. Ако јас барам аргумент секојаш во некој друг зашто сум поразен на избори, како може некој мене да ме натера да кажеме дека да, овие избори беа фер и демократски. Све да се направи. Све да се направи. Све што беше договорено. Сега се сите против нас. Све што беше договорено. Сега пак влегуваме во филмот. Меѓународна заедница против нас. Но самиот подпис на договорот од Пржино значи признавање дека нешто не чинело и треба да се коригира. Но тука правиме пауза за реклами и одиме со завршницата на емисијата. Влегуваме во завршницата на вечерашната топ тема. Во сета оваа врева и политичка криза чиј крај не се назира, се отвара и прашањето за името, и тоа од јужниот сосед, со најава дека утре при посетата на шефот на македонската дипломатија на Атина, Никола Поповски, неговиот колега Коцијас, ќе му врачи сет со предлог мерки. Божиновски, за крај, сосема кратко, може ли во сета оваа криза да има простори за решавање на спорот за името и зашто токму сега Атина го занемарува оној непишано правило за во предизборија? Не се дискутира, напротив, порачуваат дека не може да се чекаат да поминуваат сите кризи со кои што едните или другите се соочуваат за да се дојде до решение. И прво е многу позитивно што конечно се отвори канал на комуникација, за кој што знаеме дека беше затворен долго време. Јас последниве години цело време говорев кога да дојдеш ова прашање на дневен ред, дека додека е Самарас на власт, не неа демократија, него Самарас додека е на власт во Грција, ние не можеме да очекуваме никаков помак во однос на почеток на некаква комуникација. Не говориме за решавање. Прво, ние немавме елементарна комуникација. Замена Самарас, добре што се отворија каналите за комуникација. Тоа е многу позитивна работа, затоа што свесни сме, особено со мигрантскава криза, дека без тие канали на комуникација доаѓа до многу сериозен проблем помеѓу двете држави, едноставно соседни држави се. Нема многу време, се нижат неколку факти. Изјава на Бан Ки Мун очекува решение до крајот на неговиот мандат, 16-18 месеци. Интервју денеска на премиерот Груевски за Guardian. Спремни сме на интензивни преговори. Таков оптимизам, значи секогаш има таков оптимизам, друга е работата. Едноставно Грција, мислам дека сега и на некој начин, освен што се трна Самарас, кој што воопшто не кеше да дискутира за тоа, се најде на некој начин притесната, затоа што освен проблемот за името кој што си го влечеше нели со години, кредибилитетот и меѓународниот углед страшно и се раздрамани со должничката криза. Дополнително со мигрантската криза едноставно угледот на Грција веќе исчезнува или е веќе исчезнат. На нив им треба нешто кај што ќе покаже дека сепак има, дека се конструктивни, дека сепак може да функционираат. Така да кажете наменска и дека може да функционираат. И на тој начин повторно они се обидува. Пази, од ова може да има и некаква корист. Значи се отворија, штом се отворени каналите за комуникација, може да дојде и до некакво приближување. Во секој случај далеку сме од решавање на проблемот. Малинка, од 15 јануари техничка влада со ограничен мандат, дали е тоа пречка или пак можеби некаква формула, некакво сценарио во сета таа збрка да се да дојде до обиди да се протни ова прашање? Јас не мислам дека Македонија е сега во позиција да преговара. Многу е во подобра позиција Грција, откако и влезе владата буквално во устав, бидејќи грците, тезата што ја докажуваат цело време беше Македонија не ги почнува преговорите не заради тоа што ние спречуваме, туку затоа што не ги исполнува политичките критериуми. На крајот еве дојде нема препорака за членство и тие сега се во многу поповолна позиција и да, точно, можат да бидат и да играат. Не, немаме сега препорака. Значи погледнете го, takes note of the, немаме. Може да се обнови доколку се исполнат условите. Таму на кај пред почетокот на летото, па ќе видиме после, по изборите. Советот е многу јасен, комисијата не беше, меѓутоа сега советот е многу јасен, за жал, дека нема. Нема препорака. Значи, од кога ќе заврши зборниот процес? Тоа е многу јасно дека нема, инаку би одлучувале по тоа, ама друга тема, да, друга тема. Што не одлучува изминатите 7 години? Добро, меѓутоа факт е дека тие имаат сега многу подобра позиција од нас, можат да се прават конструктивни, ние сме во сосема поинаква позиција и мислам дека сега по инерција се правиме конструктивни, но Македонија ќе биде во добра позиција единствено тогаш кога ќе има
своја единствена национален консензус, кој што во моментов го нема и една силна влада. Сега се зборуваат оние варијанти, нели, за некаква влада, национален консензус по изборите, која се сподели одговорноста, па има дури варијанти на избори и референдум, да не забораваме дека ќе референдум за кој што веќе се изјасни. Слушај, мислам, видите, ние сите малце од мал прст пребена гези што се вика влечеме, бидејќи од суштина ние не знаеме таму. Што знаеме? Знаеме дека ги слушавме разговорите меѓу Мјалков, Антонио Милошевски и Груевски по телефон, што разговарале за името. Таму е постигнат висок степен на веќе усогласеност од тоа какво ќе биде нашето име. Значи, оваа влада превземала чекори вон знаење на јавноста, што можда и не е лошо да ви кажам. Може би тие работи не може да се дискутираат јавно и отидола прилично далеко во утврдувањето на името. Груевски сега повторно во ситуација да намига на двете страни. На странците вика не се секирете, тоа е денешното интервју во Guardian. Не се секирете, ќе влезам јас од тој разговор, бидејќи него му се клати одека позицијата комплетно, он практично се бори за свој опстанок. На домашнава јавност, од која ќе објави Guardian, дава демант и вика не се секирете со мене, никој што нема се. А вие гледате во тоа што сами го слушате. Значи не би треба мене толкување сега Метју Нимиц да ми објасни. Таму е очигледно стигнато далеко. Грците се исто толку проблем колку што сме и ние. Јас мислам дека апсолутно невозможно е некаква техничка влада да решава такви прашања. А мислам дека на крајот и двете влади, кога ќе бидат со полн политички капацитет и со воедначена позиција во Македонија, за тоа се согласуваме, на крај ќе решаваат по име кое што ќе биде, да кажем, соопштено, сакате да кажете наметнато, сакате да кажете предложено, како резултат на сите овие компромиси кои веќе се направени. Бидејќи Груевски, за разлика од тоа што го мисли македонската јавност, веќе има далеко отидено договарањето за новото име. И јас на таа храброст, доколку е спремен да и кој ќе падне од власт го поддржи процесот, би му честитал. Јас ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости, почитувани, тоа беше се во вечерачната тема. Утре со вас во истиот термин е Александар Чомаски.